Вторнично издание на регионалните вести на телевизија КИС. Промената на временските прилики негативно влијае врз здравјето на луѓето. Овој период расте бројот на инфекции предизвикани од бактерии и вируси, а најчувствителни се децата. Од Управата за хидрометеоролошки работи посочуваат дека овие денови не очекува дождливо време. Променливото време им донесе проблеми со здравјето на метеопатите. Лицата кои се чувствителни на временските промени овој период, мака ќе мачат со главоболки, ќе чувствуваат општа слабост. Здравствените тегоби кај метеопатите се последица на облачното, врнежливо и променливо време. Во овој период расте бројот на инфекции предизвикани од бактерии и од вируси, но и бројот на алергиски реакции. Особено чувствителна категорија на луѓе представуваат хронично болните лица, но и најмалите децата. Секако дека времето, значи овие денови е малку променливо. Има, да кажам, висок ниво на влажност, која секако дека делува многу негативно кај сите возрасти, посебно кај детската возраст, значи кај детската популација, која влијае директно во појава или размножување на агенсите, значи сите видови, без обзир, мислим, бактерии, вируси. Нормално дека пролетниот период, сега што, значи што е во што следи, секако дека делува и значи со своите негативни своји влијанија со појава на алергиските реакции. Секој дневно имаме зголемен број на пациенти, значи зголемен број на прегледи кај сите возрасти на педиатриската популација. Во главном тегобите се со појава на температура, затнатност, секреции во нос, појава на солзи, значи печење на очи, кашлица, така да овие се главните симптоми што ги следат децата. Докторите со препораки за поголем внес на течности и витамини, како превенција од настинка и грип, но и до хронично болните, навреме да ја земаат пропишаната терапија. Главни совети или препораки за сите овие деца, значи и за тегобите што се поврзани со времето и со пролета, значи главни совети би биле избегнување на тие деца што се со алергиски, да кажам, генетски предиспозиции, да не излагаат на многу зелен простор, да избегнува, зашто сега ќе следи фаза на поленизација, која делува кај тие деца многу негативно, нормално и кај другите деца, кај што влијае доста негативно и појавата на инфекциите, треба да избегнуваат, значи присуство на, значи треба да не идат у школу, да не идат у градинки, да седат дома и нормално просториите дома да се проветруваат скоро секој ден, неколку пати во денот. Некои симптоми некогаш треба само да се посматраат од, да кажам, од педијатар, но некои од овие деца имаат потреба и од терапија. Значи, избегнување на простори кај што има доста деца, кај што има деца со инфекции и нормално што повише консумирање на течности, топли оброци, витамински обогатени со витамини, посебно со витамин С, кој делува на некој начин директно за зајакнување на базичниот имунитет и нормално ги намалува инфекциите кои би биле некогаш и со потреба за хоспитализација. Инаку метеоролозите прогнозираат дека до крајот на работната недела нашево подрачје ќе биде под влијание на серија од влажни воздушни бранови, што ќе услови претежно облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Наместа ќе има услови за ретки грмежи. На планините, особено во западните делови, врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира нова снежна покривка. Утре повеќе врнежи ќе има во западните делови, а во среда во западните и јужните, каде на повеќе места се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен, а локално и над 30 литри на метар квадратен.
Во петок во текот на денот врнежите ќе престануваат. Утре наместа ќе дува засилен југоисточен ветер, а од среда умерен повремено засилен северен ветер, кој ќе предизвика опаѓање на дневната температура. Огромни количини смет кои се складираат на претоварната станица на комуналното предпријатие ги има уште повеќе, со што непроодна е една од пристапните улици. Патот кој поминува покрај железничката пруга е блокиран со отпад кој на ова место го истура Тетовското јавно комунално предпријатие, каде го претовара сметот пред да го транспортира во депонијата Двисла. Жители од Тетовската населба Деребој минатата недела најавија дека нема да дозволат нова локација повеќе да се истура сметот. Рекоа дека ќе оградат локацијата и нема да ги пропуштаат камионите на ЈКП Тетово, нова место да го истураат и претовараат отпадот. Но состојбата на терен е сосема поинаква. Тука слободно се истура ѓубрето, кој представува сериозна закана по човековото здравје. Деца сваки дан у болница, ево ти. Овде сум најтањи. Ја не знам дали су народ, или су стока, или шта су, не знам. Ова не може да буде нигде. Ја нисам видио. Ја цели свет сум прошao, ово нигде. Нема нигде ова. Мириса смрди? Ево каде су ми куќите. Оне 3. Никад не могу да отворим прозори. Ако отвориш прозори, разни мухе, разни ово. А најглавно ово што једе цели народ. У млинот, значи залеп со млинот. То е то. Ја не знам какви ови народ, шта су. А право да ти кажем, веќе ту се мислим, не само ја, не неколку луѓе. Мене ми е жал за овие радници. А иначе не може он никад да ја растовара овде. Никад. Jer pitanja u životu dete i familiju. Од ЈКП Тетово минатата недела рекоа дека се преземаат мерки од месец март оваа година. Тетовскиот отпад да започне да се претовара по сите стандарди надвор од градот. Според нив сметот пред да се транспортира во депонијата Дрисла, ќе се истури и претовара во специјални контејнери и сметот на земја повеќе нема да се истури, истакна од предпријатието, од каде посочија дека се работи на изградба на претоварна станица, каде исто така ќе се рециклира сметот. Вакви ветувања се дадени повеќе пати од сегашните од претходните градски власти, но деценискиот проблем со тетовскиот отпад се уште не се реши. Накити пари во вредност од речиси 10.000 евра украдени од куќа во Стримница. Од засега неутврдени причини ноќеска избувнал пожар во паркирано возило на улица во Тетово. Следуваат случувањата од денешниот полициски билтен. Вчера вечер помеѓу 19 и 20 часот и 20 минути засега непознати сторители извршиле тешка кражба во помош на просторија од куќата на 60 годишник во Тетовското село Стримница, кој во тоа време со најблиските бил на гости кај нивни роднини, соопшти СВР Тетово. Откако насилно ја отвориле пластичната влезна врата од под кревет одзеле женска чанта во која имало 3200 швајцарски франци, 200 евра и повеќе парчиња разновиден златен накид, пошто не забележани ја напуштиле просторијата, противправно стекнувајќи се со имотна корист која се проценува на 600.000 денари. 60 годишен гостиварец вчера вечер околу 20 часот пријавил дека во подрумска просторија од куќата во која сам живеел негов роднина, лоцирана во населбата Млаки, го пронашол без знаци на живот, односно починат. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид, а безживотното тело кое се наоѓало под хидрофорот за вода, по наредба на обвинителот подигнато и ќе се врши обдукција. Ноќеска околу 3 часот и 30 минути од засега неутврдени причини избувнал пожар во патничко возило Пасат со струшки регистарски таблици, собственост на 34 годишна, кое било паркирано на тротоарот пред стамбената зграда во која живеела на улица Видос Милевски Бато во Тетово, соопшти СВР Тетово. Опожарена е задната страна од возилото како и дел од седиштата, а зачадена е и целата негова внатрешност. Со интервенција на тетовските пожарникари пожарот набрзо е локализиран. Извршен е комплетен увид, пронајдени и подигнати се траги за вештачење и се расветлува како и зошто избувнал пожарот и колку е материјалната штета. Бутиците и дуќаните во Гостивар во обид да привлечат што повеќе купувачи објавуваат попусти и акции и распродажби на излозите. Колку од тие намалувања се реални, пазарната инспекција во контролите годинава нема утврдено неправилности ни лажни попусти. Трговците ги ловат муштериите со попусти и акциски цени, особено во периоди на празници или именување на сезоната.
Низ Гостивар на излозите на секој втор бутик, продавница за чевли, чанти и слично, поставени се реклами за намалување на цените на производите и распродажби. Граѓаните кои пазарат имаат различно мислење и искуства за реалноста на попустите. Контролите пак на пазарните инспектори покажале дека во последниве години трговците се подисциплинирани во однос на тоа прашање. Во првите 2 месеци од годината биле прочешлани 15 на дуќани во кои бил наведен попуст и не биле констатирани неправилности. Државниот пазарен инспекторат одделение Гостивар во континуитет работи на делот кој се однесува на Законот за заштита на потрошувачи, посебно во делот кој ги опфаќа попустите. Нас не радува што во неколку изминати години не се констатирани неправилности за разлика од минатото кога кај некои трговци беа забележани неправилности, но имаше нереални попусти. Во периодот јануари-февруари направени се 35 надзори по Законот за заштита од потрошувачи, од кои 15 стриктно се однесуваат во делот на попустите. Со надзорите не се констатирани неправилности. Најверојатно трговците не сакаат да ризикуваат и да ги прекршуваат законските одредби за попустите поради високите казни за таков вид на прекршок. Во одредени случаи може да достигнат и до 4000 евра. А доколку не се почитува попустот, тоа се рачуна како нечесно рекламирање и следува глоба која изнесува 4000 евра и 30% за одговорното лице во правното лице. Со тоа што согласно новиот закон за прекршоци, прво се прави одмерување така да глобите може да се движат од 1000 до 4000 евра во зависност од големината на трговецот. Воедно би сакал да упатам апел до потрошувачите, доколку мислат дека се измамени или забележат дека постои неправилност при истакнување на попустите, да дојдат до пазарната инспекција и да поднесат представка за наведениот субјект, односно субјектот кој што го констатира неправилниот попуст. Годинава гостиварското одделение на пазарната инспекција постапувало по 4 преставки од граѓани, но тие не се однесувале на попусти, туку на неисправна техника, најчесто на мобилни телефони. Сите биле решени во корист на граѓаните. На национално ниво во тек е реализација на проект за заштита од дискриминација по основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Општина Тетово засега нема да ја поддржи кампањата на локално ниво, велат од Асоциацијата за едукација и истражување ХЕРА. Целосното интервју со координаторот на проектот Драгана Дрндаревска, ќе имате можност да го гледате на крајот од денешните регионални вести. Проектот кој што се вика заштита од дискриминација на ЛГБТ и на локално ниво го започнавме пред една година, каде што стапивме во контакт со повеќе општини, институции, побаравме истите да не поддржат, односно да работиме на зајакнување на нивните капацитети за соодветно да ги заштитат ЛГБТ лицата од дискриминација. Од 5 општини кон кои се обративме, со 3 остваривме соработка. Тоа се општините Струмица, Куманово и Штип, а тоа е општина Битола и општина Тетово не сакаат да соработуваат со нас на оваа тема. Ние побаравме од нив да учествуваат во проектот, понатаму заедно со другите актери на локално ниво, како што е подрачното одделение на Министерството за правда и регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Тетово, да воспостават поактивна соработка и комуникација со цел по соодветна заштита не само на ЛГБТ и граѓаните, него на сите граѓани подеднакво. Затоа што во овие 3 општини кои што прифатија соработка, со нив формиравме локални координативни тела за заштита од дискриминација. Во локалните координативни тела за заштита од дискриминација членуваат сите овие представници заедно дополнително со граѓански организации. Значи, нас целта ни е да се унапреди соработката, да можат сите овие институции соодветно да одговараат на поединечните случаи на дискриминација, да се консултираат меѓусебно, да ги следат состојбите, да превземаат заеднички активности, да им помагаат на граѓаните, да бидат препознатливи кон граѓаните да се охрабрат нив да им се обраќаат. Силните емоции кои секое дете ги чувствува за својата мајка преточени во песна. Библиотеката Светлина во Прељубиште во пресрет на празникот на жената организираше мултиетничка работилница под наслов Мојата мајка.
Поголемите празници убав повод за интересно ослучување во библиотека Светлина во Прелјубиште. Во пресрет на 8 март, денот на жената, а со цел мотивирање на детската креативност и меѓусебното дружење со учениците од различна етничка припадност, библиотеката организираше литературна мултиетничка работилница на која учествуваа 17 ученици од основното училиште Симче Настовски од Вратница и од подрачното училиште Јажинце. За најдобри литературни творби беа одредени творбите на Даниела Несторовска и Зинете и Мери, за кои библиотеката обезбеди пригодни награди. Изборот за најдобри литературни творби овој пат не им припадна на наставниците, туку го одредија самите ученици, откако секој гласаше за онаа творба која најмногу му оставила впечаток. Директорката на библиотеката Весна Јовановска задоволна од интересот на учениците да учествуваат на ваквите настани и тоа дополнително ја инспирира за организирање на нови случувања. Следното веќе го најавува на почетокот на идниот месец, кога во просториите на библиотеката Светлина ќе биде организиран голем првоаприлски маскенбал. По тој повод ги поканува сите заинтересирани училишта да го пријават своето учество. Во пресрет на председателските избори во соседна Србија, Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, ги повикува сите државјани на Србија кои живеат и работат овде, најдоцна до 11 март да поднесат барање за запишување во избирачкиот список. Изборите се закажани за 2 април. Ова треба да поднесат еден захтев најкасно до 11 март 2017 година, затоа што сите треба да се внесат во бирачките списоци во Република Србија. Овој захтев се однесува на сите државјани на Република Србија кои живеат во Македонија, а кои досега имаат гласано. Меѓутоа, тие гласачи, бирачи кои што ќе се пријават да гласаат во амбасада на Република Македонија за престојните избори, доколку до сега немаат гласано, воопшто не гласале, треба да поднесат уште еден захтев за упис во единствениот бирачки список во Република Србија. Значи, тоа се 2 захтева. Првиот захтев што го наведов се однесува само на државјаните кои имаат до сега гласано, а вториот, двата захтева треба да ги поднесат двете захтева до амбасадата на Република Србија, значи најкасно до 11, за да можат да гласаат на овие престојни избори. Да би можели да гласаат. Значи на изборите, државјаните на Република Србија кои живеат надвор од нејзината матица, односно сега се работи за Република Македонија, мора да имаат важечки пасош, лична карта или возачка дозвола. Значи еден од овие документи со документите во кои ќе ги наведат во захтевите требаат кои ќе се гласа на 2 април, со истите тие документи да одат, значи да гласаат во местото во амбасада во Република Србија. Друго што е најбитно во овој момент е сите овие документи треба да се испратат најкасно до 11 март, затоа што после тој рок се уредуваат тие бирачки списоци во Република Србија и не ќе бидат во можност да гласаат во амбасадата, тогаш имаат можност да гласаат во местото кај што имаат пријавено пребивалиште. Се ова може да се прати по електронски пат, може во писмена форма и може, значи сите овие информации може да ги добијат на интернет страницата на Република Србија www.skopje.mfa.rs. Непознати лица утринава како што информираат од СВР Битола ја оштетиле фасадата, влезната врата и еден прозорец на музеот на албанската азбука во градот. Од СВР Битола посочуваат дека напаѓачите фрлиле шишиња со запалива течност, односно молотови коктели кон музеот. Министерството за култура остро го осуди настанот и како што посочуваат, историјата на албанскиот народ е дел од заедничкото мултикултурно наследство кое е силна одлика на Македонија. Од Министерството апелираат на воздржаност од насилство и почитување на културното наследство. Председателот Ѓорги Иванов упати писмо до членовите на Европскиот совет, до председателот на Европскиот совет Доналд Туск, до генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и како што нагласува до двата стратегиски партнери на Република Македонија, до председателот на САД Доналд Трамп и до председателот на Турција Реджеп Тајп Ердоган. Сметам дека осудата и отфрлањето на овој документ е единствен начин за излез од безизлезната состојба во која се наоѓаме, порачува Иванов во писмото адресирано до Доналд Туск, Јенс Столтенберг, Доналд Трамп и Реджеп Тајп Ердоган.
Првите луѓе на Европскиот совет, на НАТО и на, како што вели Иванов, стратешките партнери САД и Турција. Според македонскиот председател, отфрлањето на платформата е единствениот начин да се постигнат целите на договорот од Пржино, предсеитните реформски приоритети, политичката стабилизација, намалувањето на меѓупартиските и меѓуетничките тензии во земјава и враќање на државата на патот кон европските и евроатланските интеграции. Освен јавно отфрлање и осуда на платформата од страна на Европската унија и НАТО и нивните земји членки, Иванов очекува од истите и да го осудат флагрантното мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на нејзините два соседа, аспиранти за полноправно членство во Унијата. На крајот тој бара и силна порака за неповредливост на границите на Балканот. Лавина го погоди францускиот ски центар Тиња. Медиумите јавуваат дека се затрупани најмалку 30 на скијачи. Според првичните информации, лавината ја покренале скијачи кои се наоѓале на повисоките нивоа. Во моментот на придвижување на лавината, над стотици скијачи и сноубордери биле на патеката. Невреме во Франција однесе 2 жртви и остави 600.000 домаќинства без струја, што е рекорден број од 1999 година, пренесе Франс Прес. Возач на камион кој превезувал боци со газ е убиен од пад на голема гранка на неговиот камион во јужниот дел на Алпите. Ветрот достигна брзина од 193 км на час. Тројца адолесценти се тешко повредени во западна Франција, а 4 деца се полесно повредени во југозападниот дел при падот на покривот на училиштето. Представници на турската, руската и американската армија ќе се сретнат во Анталија во услови на остварениот напредок на коалицијата предводена од САД во борба против милитантската држава во Сирија. Се очекува на средбата да стане збор за наредните чекори кои ќе се преземат за решавање на конфликтот во Сирија, како и прашања за регионална безбедност. Кризата меѓу Северна Кореја и Малезија се продлабочува поради убиството на Ким Јонг Нам на аеродромот во Куала Лумпур, пренесоа светските агенции. Пјонгјанг им забрани на малезиските граѓани кои се наоѓаат во Северна Кореја да ја напуштаат земјата. Тоа практично ги претвора граѓаните на оваа земја во заложници, со што се зголемија тензиите меѓу двете земји. Малезија одговори веднаш со реципрочна мерка. Полубратот на севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун почина на 13 февруари на аеродромот Куала Лумпур, отруен со невротоксична материја VX. Таа е дефинирана од Европската унија како оружје за масовно уништување. Денес имавме променливо облачно време со повремен дожд и засилен ветер и со кратки сончеви периоди. Утринската температура се движеше од 1 до 5 степени, а дневната од 10 до 14 степени. Според метеоролозите, утре времето ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 2 до 6 степени, а дневната од 8 до 11 степени. Тоа беше се во денешните регионални вести. Пријатно!